На ум што се вика, да го посадам уште пред 12 години. Интересно растение за производство на прехранбена, особено храна, од причина што уопште не му треба прскање, му треба само наводнување и по некој пат мало кроење. Лешникот има многу сорти, има стотици сорти, меѓутоа јас се одлучив на римски и истарски. Меѓутоа сум повеќе задоволен од римскиот отколку истарскиот, затоа што истарскиот има голема обвивка и тешко е за работа. А другиот, римскиот се речиси паѓа, кога го се тресе, паѓа речиси олупен. И е многу лесен, става и складира и суши и нема проблем. Лешникот се одамна одгледува. Одамна, особено најголем производител на лешник е Турција. Сум читал повеќе, да речеме, литература околу производство на лешник, садење и така натаму. Меѓутоа, после Турција, Грција е голем производител. Италија, во последно време, најголем производител можеби еден ден ќе стане Франција. Сега, турски сорти има многу. Има, да речеме, сорти и по 50-60 метри растат на одредена висина, мислам, како висина на лешникот, меѓутоа не успева тој кај нас. Некоја друга сорта постои во Америка, во Орегон. И тоа го знам, ами таму посебен вид на лешници. Кај нас, во Македонија, најсе застапени, односто и во понедешна Југославија, Хрватска има истарски и римски. Тука што стоиме сега на местото, најголемиот е римска сорта на лешник. При садење, да речеме, на плантажи и така натаму, за оплодување има посебно некоја сорта, не знам како се вика, меѓутоа за опрашување на лешникот мора да има посебен вид лешник кој ќе може да ги опрашува. Сега, не треба многу, да речеме, корени, растенија, туку ти треба, да речеме, 3-4 на 5-6 декари, бидејќи ветерот кога дува, дури до 15 км го носи правот за оплодувањето на лешникот. Ние се наоѓаме сега во местото викано Црквенец. Дали местото каде што стоиме е идеално за лешник, бидејќи гледаме дека има само по себе некој количина на влага? Па не само влага. Лешникот успева на варовита почва. Нашиот крај, Делчевскиот, би рекол, одnosno Пијаничкиот, е богат со варовита почва. Значи сака варовник многу лешникот. Покрај варовитата почва има и хумус. Таа земја тука е идеална за лешник. Ево овие се тука 12 години, чудо некое, големо, растат, раѓаат на варовита почва и вода му треба на лешникот. Вода. Јас правев систем капки по капки, меѓутоа не ми успеа, оти има многу пукнотини, таква е земјата, и после да правив покрај коренот проширен дел и имам црево тука 6/4, вода имам доволно и нема проблем. Значи лешникот сака светлина и тоа да не пропуштам. Он се кога се сади се сече на 50-60 сантиметри и после се остава 3-4 главни гранки. И они раснат и во средината мора сонцето да има светлина, да ги грее, бидејќи лешникот раѓа само на светло. На светла страна, иначе не. Затоа не треба многу ни кроење. За лешникот е интересно, да речеме другите растенија, сливи, јаболка и така натаму, се сечат на 1/3, на 2/3, не е битно таму. Лешникот, горниот, завршниот гранки не смее да се сечат. Никогаш. Тоа е правило број 1 што се вика. Така, за лешникот. Значи вода рековме, сонце. Вода, сонце и варовита почва. Како да се заштити лешникот од некои несакани болести? Може да се напрска инсектицид, некој, меѓутоа јас не ги прскам инсектицид. Тоа е скроз природен лешник. Посадено, израснато, берам и јадем, што се вели. Рековме 3 хектари, отприлика 3 хектари. Кога рожбата е нормална, колку би можеле да очекувате како? Па некаде околу тон. Некаде околу тон и нешто. Ланската година дури испод тон многу врнеше град и многу ги оштети, меѓутоа сега неверојатно, виж колку има тие се машките реси, тие ги оплодуваат пупката некаде цути лешникот некаде во февруар. Може би во јануар, зависи од годината.
Дали со текот на времето и цената е прифатлива за да се Цената моментално не знам зошто турски лешник гледам нема по промет. Не знам што е причината. Цената на лешникот отиде многу високо. Дури над 1000 денари кило лешник. Дали за оние кои произведуваат лешници важат субвенциите кои што се доделуваат и важат, меѓутоа не земам субвенции. Не знам, сум се одлучил да не земам субвенции, не земам. Тоа е нешто, знам, така сум се одлучил и доволно ми е да речем од нив си покривам и трошоци све. Тоа е за мене, јас сум, ево, тука сум израснат, од село Црквенец, сум завршив и факултет и така натаму, меѓутоа од сите земјоделски производи досега најфајде имам од лешникот. Така, дали пласманот е проблем или Не. Па треба човек и да се снаоѓа. Имам пријатели во Скопје, највеќе там го пласирам и Делчево не е имуно. Си земат, да речем, имам одредени потрошувачи, си дојде си порача 2 кила, 3 кила, 5 кила, нема проблем. Сега, за лешникот во однос на оревот, делчевијата е позната и по производство на ореви. Меѓутоа, лешникот, предноста на лешникот му е во трајност. Да речеме, може да трае 2-3 години. Ево, таа година не може да го пласираш, дали цена или не е битно од кои причини, ќе го оставиш за наредната година. Оревот, од година повеќе не може да го чуваш. И затоа е примамливо растение. И сум многу задоволен од него. Дали лешникот има век на траење кога мора да се обнови некој корен или... Интересно прашање, интересно. Лешникот, тоа што викам, некое специфично растение, ако да речеме за старе 30 години, 40 години, само го пресечи, пушти ластари или можеш отстрана. Исто како да си посадил ново растение. Се обновува 100%. Значи нема потреба за негово вадење по повторно садење. Ето, многу интересно е. Сега, највеќе зошто сум го посадил лешникот. Читам литература, неверојатно е лековито растение. Почнувајќи ево од листот. Листот есен да се бере, се исуши на сенка и да се користи за чај, неверојатно е корисен за бронхитот. Или почнеш да речеме да кашлаш, да прокашлаш во воспаление на дишните органи, напи се, одмах поминува. Исто е ситуацијата и со коренот на лешникот. Со кората, лешник. Значи, кора и листове исто имат неверојатно лековито дејство. Сега јас би, тука да не заборавам, ево вика, листо и кората се употребуваат како замена за американската дрога хамамалие. Не знам која е таа дрога, меѓутоа, ево, прави замена. Исто за мажење на хемороиди. Слушам дека многу се жалат, сега се прави некоја смеса, некоја маст од листови на лешник, кора на лешник и пупка од топола. Меѓутоа, тоа треба да го прават фармацевти. Тие што имат искуство, услови и така натаму, и да не кажувам тука неверојатно корисно растение. Исто така, плодо, неверојатно, може би за тоа сум го и посадил, лешникот, неверојатно има влијание на слабокрвност. Ево, нека се потроши, да рече, ама не печен, жив, со таа внатрешна кафеева лупка, и нека го почне да го јаде, од кило одма се подобрува крвната слика. Тоа од искуство. Така, добивме, значи, практични некои совети за здрав живот. Значи, еден убав совет за сите оние кои што имаат места кои што се слични така по влажност и кои што можат да се одгледува лечник на нив. Што ги им препорачате на тие луѓе? Па јас би сакал да им речем да се определат на лешник, затоа што кажав дека трајноста на лешникот е многу лесен за чување, лесен за работа и има цена. Секој пат примамлива цена и треба да си посада, да речем, кој има услови. Меѓутоа, за услови мора да има почва која е богата со варовник и вода. Прскање не му треба. И светло, рековте. И светлоста, сонцето. И нека се
Ако треба некој пат нека ми се обратат, од искуство нема проблем, може би ќе ме најдат кој сум, што сум и така натаму и ќе се чуеме, јас сум човек што сакам да помогнам и нема проблем.